Обединетото кралство во вредност од 6 милиарди евра кои ќе бидат насочени кон инвестиции за развој на инфраструктурата, здравството, образованието и енергетскиот сектор. За жал, овој историски договор, овој историски момент за Македонија и граѓаните, очигледно опозицијата не го препознава или не сака да го препознае, не го прифаќа или не сака да го прифати и обвинува за задолжување на државата и идните генерации. Лично сметам дека овие обвинувања се неосновани и немаат никаква логика, но сепак тоа си е нивна работа и нивни одлуки како ќе действуваат по основ на овој закон, односно оваа ратификација, овој договор и ова што следува. Граѓаните гледаат и следат кој што прави, кој што зборува и кој што работи. Имено, со цел да се расветлат сите овие нејасноти и обвинувања од страна на опозицијата, а и за да нема никакви дилеми за граѓаните, би сакал, колку што е можно во овој момент, подетално и поконкретно да ги објасните придобивките од овој договор и какво значење ќе има овој договор за иднината на Македонија и граѓаните. Второто прашање е до Министерството за економија и труд. Моето прашање е во врска со оперативниот план за вработување за 2025 година, кој што владата го објави во текот на вчерашниот ден. Како вовед во моето прашање би сакал да истакнам неколку работи на оваа тема и како е дојдено до сето ова. Минатата година имавме парламентарни избори на кои што граѓаните дадоа огромна поддршка на ВМРО-ДПМН и коалицијата, што истовремено значеше и огромен историски пораст на владата на СДСМ и ДУИ. Пораст на нивните девастирани и катастрофални политики на секое поле. Непобитен факт е дека кога ВМРО-ДПМН ја презема власта, наследи за препастувачка состојба и хаос. Уништена држава, испразнет и искраден буџет, економија на колена, индустрија скоро како да немаше, инфлација до небо, работници без редовни плати и уште многу други негативни појави од погубното владење на претходната влада. За разлика од тогаш, веќе се забележува дека Македонија почнува да закрепнува на секое поле. И пополека, но сигурно, оваа влада почнала да ги решава проблемите кои што ги наследи. Нема да биде лесно, сигурен сум дека со работата која што се вложува, ќе се успее. Овој оперативен план за вработување за 2025 година е дел од тој процес на закрепнување на државата и очекувам дека ќе даде позитивен и дополнителен ефект. Моето прашање е од тука, во интерес на младите и јавноста, би сакал да дадете подетални информации и податоци за тоа колку лица се планира и се очекува да бидат вработени со овој план, што содржи овој план, што може невработените лица и младите од Македонија да очекуваат од овој оперативен план за 2025 година. Благодарам.